Веднаш по дневникот понеделнички стартуваме со најновото спортско издание на емисијата Спорт Плюс. По краткиот джингл започнуваме со она што е актуелно во спортот. Започнуваме со првата информација за денес. Недобрите каратисти од Штип браќата Жарко и Сашко Арсовски на големиот турнир Basel Open Masters 2015 во Швајцарија со освоени бронзени медали, како и за подготовките за се она што ги очекува во иднина. Репрезентативецот на Македонија Жарко Арсовски заедно со неговиот брат Сашко Арсовски во низата успеси додадоа уште еден поголем успех на турнирот Basel Open Masters 2015 во Швајцарија, каде Жарко освои 2 бронзени медали, еден во категоријата до 84 килограми и еден во мастерс категоријата, а неговиот брат Сашко Арсовски исто така освои бронза во категоријата над 84 килограми. На последниот турнир што се одржа во Базел, Швајцарија, освоивте 2 бронзени медали. Значи, во кои категории се напредувавте и дали беше тешко? Така, значи на последниот мастерс турнир во Базел, самото име кажува мастерс, значи дека на тој турнир учествува големи имиња, освоив 2 бронзи, едната во категорија до 84 килограми, а едната во мастерс категорија, каде што нели имаше и парични награди. Има вкупно 10 борби, од кои 8 победи, 2 пораза. Поразите беа во последни секунди, меѓутоа нели покрај таа криза што има в цела година минатата сезона, сепак сум задоволен од моите борби. Борбите беа доста тешки, победив големи имиња и сум среќен што стигнав до ова трето место, меѓутоа нели секогаш може повеќе, затоа сега со нови сили почнуваме да се спремаме за наредните турнири што следуваат. Така, какво значење има овој турнир за тебе со оглед на тоа што имаш долгогодишно искуство во каратето, бидејќи на овој турнир, значи имаш и светски карате? Ова е од огромно значење за мене, затоа што уште од сега темпираме формата за Европското првенство до година во мај. Така да, како што добро почнавме, тоа е добар знак дека нашата програма добро функционира. Сега имаме физички припреми, потоа одиме на уште неколку турнири да видиме до каде е формата и во склоп на тие турнири ќе гледаме каде ни се грешките, каде ни се предностите и така да ќе ги темпираме нашите борби, за да нели од оние контролни борби кои ни се за репрезентација, за да можеме да ги победиме нашите противници, најпрво да влеземе во репрезентација, потоа и на Европското првенство да донесеме големи резултати. Ако се оглед на тоа што во моментот се наоѓаме во салата каде што се подготвувате, колку време го одвојувате за вакви настани? Па ние тренираме, големата група кои што сме сениорите, тренираме 2 пати дневно, во 6:30 наутро и во 20 часот навечер. Тоа го правиме од понеделник до сабота, а во недела ни е ден за одмор и релаксација, каде што нели од понеделник почнува старата шема. Кога имаме надпревар, наутро тренинзите се доста послаби, чисто истегнување и мало растрчување, а навечер вежбаме претежно карате, техники, тактики и така. Така и година што се очекува од клубот? Најпрви не очекува премиер лигата во Салцбург, Австрија, наредниот месец. Потоа имаме мал одмор и се спремаме за од јануари почнуваме со циклусот на премиер лигите од 2016 година, почнуваме со Париз. Најверојатно ќе имаме на Кроација Опен, каде што исто така доста важен турнир за нас, исто така во месец јануари, и така има поголем циклус до Европското првенство. На турнирот настапија големи карате звезди од светот, кои се носители на европски и светски првенства, а поголем дел од нив беа поканити со лична покана. Следно што ги очекува браќата Арсовски, како и карате клубот Штип, се подготвуваат за премиер лигата во Салцбург, Австрија. Викендот се одиграа надпреварите од 7-то коло во првата македонска фудбалска лига. Победи на Шкендија и Силекс во вчерашното 7 коло од првата македонска фудбалска лига, додека во Боговиње каде гостуваше Вардар и во Турново немаше победник. Со триумфот над Работнички, Шкендија е нов лидер на прволигашката табела, додека пак првиот надпревар од 7-то коло од македонската прва лига, кој се одигра во саботата, се сретна екипите на Брегалница и Царев двор, каде средбата заврши со победа на гостинот со резултат 3:2.
Резултатите од првата македонска фудбалска лига од ова седмо коло: Брегалница Младост Царев двор 2:3, Работнички Шкендија 2:4, Силекс Шкупи 1:0, Турново Металург 1:1 и Ренова Вардар 0:0. Табелата изгледа вака: Шкендија е на првото место со 18 поени, Вардар на второто со 17, Силекс 13, Младост Царев двор 12 бода, Шкупи 8, Работнички 7 бода, Турново 6, Брегалница 6 и Ренова 5 бода. Дербито во третата фудбалска лига Исток помеѓу екипите на Брегалница Голак и Академија Пандев им припадна на Струмичани. Дербито во третата македонска фудбалска лига Исток помеѓу екипите на Брегалница Голак и Академија Пандев им припадна на Струмичани. Во еден динамичен натпревар во првото полувреме гостите ја искористија единствената прилика за гол која што ја имаа, па така по набрзина изведениот прекршок на средината на теренот успеа да ја протуркаат топката до 16-етникот на домакините да поведат со 1:0. Во второто полувреме времето не ги послужи екипите. Дождливото време повеќе им одговараше на гостите, кои успеа да го постигнат и конечниот резултат 2:0 и со 3 бода да заминат од Делчево. Во останатите поинтересни надпревари од четвртото коло во третата фудбалска лига Исток, Лозово ја собора Саса со 2:1, Беласица славеше кај напредок со 3:1, додека Овчеполе со 2 погодоци ги испрати во Штип тимот на Баби. Во последниот поинтересен дуел, екипите на Осогово и Слога во комшиското дерби ги поделија бодовите играјќи 1:1. Деветгодишниот македонец Кристијан Воденски забележа нови 2 победи во 2 тежински категории во Германија. Откако славеше во категориите до 25 и 30 килограми, 9-годишниот Беровченец кој живее во Германија стана двоен шампион на оваа земја. Бестрашниот борец победи двајца своји противници потешки од себе во категоријата до 30 килограми во кикбокс во дисциплината лајт контакт. Лутиот Кико, кој што за неколку дена ќе наполни 10 години, покрај оваа дисциплина се надпреварува и во борење во грчко-римски стил, таеквондо и бразилско џиу-џицу. Неговиот биланс досега е освоени 50 титули во сите овие спортови, а тој воедно ги поседува и најквалитетните нага шампионски појаси во неговата категорија. Неговата следна дисциплина во кој што тој ќе може да се надпреварува со наполнети 10 години и од која очекува нови успеси е надпреварувањето во аматерски бокс. Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан од Кочани, забележа уште еден успех. Тој обезбеди пласман во репрезентацијата на Македонија и на светското првенство што ќе се одржи во Џакарта, Индонезија. Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан од Кочани, забележа уште еден голем успех. Тој викендот настапи во Скопје на државното првенство во карате и обезбеди пласман во репрезентацијата на Македонија на светското првенство што ќе се одржи во Џакарта, Индонезија. Стојменов во плејофот на првопласираните 4 најуспешни во секоја категорија од државното првенство во категорија до 60 килограми борби јуниори до 21 година успеа да ги совлада сите своји противници и да ги покаже уште еднаш своите вистински квалитети. Поради неговите досегашни успеси, Мартин во иднина ќе добива и спортска стипендија од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, а по предлог на Карате Федерацијата на Македонија е влезен во 10 најдобри каратисти на Македонија. Тој како член на репрезентацијата на Македонија најпрвен ќе учествува на меѓународниот карате турнир во Риека, Хрватска, а потоа и на светското првенство во Џакарта, Индонезија. Пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев се подготвува за Балканското првенство во пингпонг, што ќе се одржи наредниот месец во Штип. Овој викенд исто така започнува и пингпонгарската лига во Македонија. Пингпонгарскиот клуб Гоце Делчев се подготвува за Балканското првенство во пингпонг, што ќе се одржи наредниот месец во спортската сала Јордан Мијалков во Штип, во организација на Пингпонгарската федерација на Македонија. Но во Балканско првенство учество ќе земаат 10 репрезентации. Овој викенд исто така започнува и Пингпонгарската лига во Македонија, па ждрепката посака ППК Гоце Делчев во првото коло да се надпреварува против екипата на шампиони ФА од Штип.
Подготовките се секако во тек. Оваа сабота недела имавме конструктивни состаноци со секретарот и председателот на Балканската федерација Мирослав Трпковски, каде што бевме околу обиколката на самата сала, подготовките околу самата сала кои што треба да ја направиме и одредени да кажеме зафати во самата сала, бидејќи во пинг-понг има соодветни стандарди кои што треба да ги задоволат за самото балканско првенство. Но ова балканско првенство како организатор, технички организатор, Универзитетот Гоце Делчев и Пинг-понгарската федерација на Република Македонија, ќе зедат учество 10 репрезентации, значи сите балкански држави ќе зедат учество на ова балканско првенство. При тоа треба да напоменеме да кажеме дека минатата недела имавме и состанок во Македонската пинг-понгарска федерација за почетокот на самите лиги, на кој што се реши да лигата започне на 27 септември и баш се погоди да пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев игра со шампионот на Република Македонија, тоа е шампион ИФА, исто така од Штип, значи имаме едно градско дерби кој што се погоди баш уште во првото коло за оваа сезона. Во тек се подготовките за новата сезона на одбојкарскиот клуб Пробиштип ВА. Новата сезона на овој клуб кој се надпреварува во првата македонска лига ќе започне некаде крајот на октомври. Во тек се подготовките за новата сезона на одбојкарскиот клуб Пробиштип. Новата сезона на овој клуб кој се надпреварува во првата македонска лига ќе започне некаде крајот на октомври. Во одбојкарската федерација во саботата се одржа и состанок каде беше продолжен рокот за пријавување на екипите кои ќе се надпреваруваат во првата лига и кои што може да се пријават до 18 септември. Според информациите кои ги добивме од председателот на одбојкарскиот клуб Пробиштип Игор Манасков, најверојатно 6 екипи ќе се надпреваруваат во новата сезона. Оваа сезона ќе биде трета поред во која се надпреварува одбојкарскиот клуб од Пробиштип. Инаку оваа година по предлог на одбојкарскиот клуб Пробиштип и одобрување од страна на одбојкарската федерација на Македонија на 4 играчи Агенцијата за млади и спорт и додели државна стипендија Спортска надеж, а тоа се младите спортисти Мартин Јовановски, Филип Николовски, Никола Стојковски и Никола Митевски. Ракометниот клуб Вардар со победа ја започна сезоната во Лигата на шампионите, откако славеше во Момпеле со резултат 30:25. По комплетирањето на првото коло од ракометната лига на шампиони, во која имаше неколку изненадувачки резултати, со што се покажува дека нема фаворити, Вардар со победа ја започна сезоната во Лигата на шампионите, откако славеше во Момпеле со резултат 30:25. Момпеле одлично го отвори мечот, одличниот голман Жерат одбрани 3 топки и му возможи на тимот да стигне до резултат 6:2 во 12-та минута. Првите 2/3 од првиот дел целосно им припадна на голманите и Жерард и Штербек имаа по 6 интервенции. Сепак во вториот дел Вардар се разигра, па практично го прегази Момпеле, постигнувајќи 21 гол за само едно полувреме, за конечни 30:25. Најефикасни во победничкиот табор беа Диборов и Македасо по 6 погодоци, а Тоскик имаше 1 помалку. Сепак како најзаслужен за победата на Вардар беше Арпат, кој го предводеше тимот со 17 одбрани. Продолжуваме понатаму со спортските информации. Репрезентацијата на Шпанија е нов европски шампион, откако во финалето ја победи Литванија со резултат 80:63. Репрезентацијата на Шпанија е нов европски шампион, откако во финалето ја победи Литванија со резултат 80:63. За Шпанија ова е трет златен медал на европските првенства, а Литванија по финалето во 2013 година повторно го освои сребрениот медал. Решавачката предност селекцијата на Шпанија ја направи во првите 10 минути, кога имаше и двоцифрена предност. Таа разлика Шпанија ја зачува и до крајот на надпреварот. Неколку часа порано Франција го освои третото место и бронзениот медал, откако ја победи Србија со резултат 81:68. Во текот на целиот надпревар Франција се наоѓаше во водството, а во финишот на третиот период предност изнесуваше и 16 поени. ФИБА го објави конечниот пласман на Евробаскетот 2015. Македонската кошаркарска репрезентација е 19-тата селекција во Европа.
По одигрувањето на финалето и по освојувањето на шампионскиот пехар на Шпанија, ФИБА го објави конечниот пласман на Евробаскетот 2015. Првите 4 позиции им припаднаа на Шпанија, Литванија, Франција и Србија, додека македонската кошаркарска репрезентација е 19-тата селекција во Европа. Зад Македонија останаа единствено Естонија, Холандија, Украина, Босна и Херцеговина и Исланд. Нашата кошаркарска репрезентација на Евробаскетот забележа само една победа, и тоа против Холандија. Инаку финалистите Шпанија и Литванија обезбедија директен пласман на Олимписките игри во Рио, додека селекциите од 3-то до 7-то место ќе играат квалификации. Конечниот пласман Шпанија, Литванија, Франција, Србија, Грција, Италија, Чешка, Латвија, Хрватска, Израел, Полска, Словенија, Белгија, Турција, Грузија, Финска, Русија, Германија, Македонија, Естонија, Холандија, Украина, Босна и Исланд. И за крај уште една спортска информација за нашата најдобра македонска тенисерка Лина Ѓорчевска, која забележа пат од 8 места на најновата ВТА листа, објавена утрово. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска забележа пат од 8 места на најновата ВТА листа, објавена утрово. Од денеска таа се наоѓа на 334-то место, што не е и така лошо. Сепак е напредок од 70 места во однос на пласманот со кој Ѓорчевска ја почна 2015 година. По неколку неделни од подем, ова е прв пат на нашата тенисерка, која последниот месец освои 3 трофии, еден во поединечна и 2 во конкуренција на двојки. Од денеска Ѓорчевска ќе настапува на турнирот во Бол, која е со награден фонд од $10,000. Нашата тенисерка е рангирана како втора носителка. Останете во добро расположение заедно со нашата програма. Се гледаме наредниот понеделник во добро познатиот термин.